Понеделник 23 февруари, кратки вести во 12 часот. Полни 12 години од почетокот на изградбата на автопатската делница Кичево Охрид. Ако беше дете кое се родило дента кога започнале работите, денеска ќе учеше во 6 или 7 одделение. Кредитот беше земен од кинеската банка Ексим и државата треба да го врати за 20 години. Првичното ветување беше дека ќе биде готов за 4 години, односно до 2018-тата. Но од тоа ништо. Следуваа стопирање на изградбата, измени во проектот и зголемување на цената на чинење. Последните најави на надлежните се дека конечно ќе биде завршен најдоцна до првиот квартал на 2027 година. Старото работничко училиште Свети Сава во стариот дел на Охрид и понатаму е во исклучително лоша состојба. Екипата на Охрид Прес направи фото и видео материјали од моменталната состојба. Покривот е оштетен и пропаднат на повеќе места, а објектот е во исклучително лоша општа состојба и представува потенцијална опасност за граѓаните, а посебно за децата од основното училиште Свети Климент Охридски, кое е во непосредна близина. Поранешното училиште Свети Сава е прогласено за значајно културно наследство на Македонија. Со низа активности, а под мотото Здрав живот, здраво срце, Црвен крст Охрид ја одбележува неделата на срцево-садови заболувања. Во соработка со специјализираната болница Свети Стефан се одржа предавање за ризик факторите, превенција, третман и лекување на болестите на срцето и крвните садови, а до основните и средните училишта во Охрид и Дебрца е доставено типизирано предавање за учениците. Срцево-садовите заболувања се водечка причина за смртност во светот. Таква е состојбата и во Македонија. Повеќе од 60% од смртните случаи се последица на срцево-садови заболувања. Според проценките, најмалку 80% од сите срцеви болести, срцев удар и диабетес тип 2 може да се превенираат. Времето денес сончево со умерена облачност, дува умерен ветер од променлив правец. Максималната температура во Охрид до 12 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.